Владата има план за излез од кризата кој предвидува за секој оној кој на каков било начин го прекршил законот и се најдат докази за тоа да одговара пред институциите на државата, истакна премиерот Никола Груевски на пратеничко прашање во рамки на собраниската седница. Ние не бегаме од диалог и од разговор, но тој разговор не може да биде каква било трговија со нешто што е прекршување на законите на Република Македонија, додаде премиерот. За тоа дали разговорите се автентични, тој наведе дека тоа ќе се утврди во судски процес, но како што додаде самиот факт што СДСМ сами кажале дека ги сечат лепата, редат, подредуваат, ставаат делови, кажуваат дека има сериозен елемент на неавтентичност. Нови олеснувања за остварување на правото на исплата на боледување и породилно отсуство реализирани во рамки на владиниот проект побрза исплата на надоместоци за боледување и породилно отсуство, најави веде директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Кристина Наумова. Од 15 март стапија во сила измените на Законот за работни односи, со кои се овозможува на осигурените лица на кои им престанал договорот за вработување на определено време, фондот да продолжи да им го исплаќа надоместокот на плата за време на породилното отсуство. Доколку работодавецот не им го продолжи договорот за работа, тие имаат право на надомест од фондот за породилно отсуство за неговото целосно време траење, рече Наумова. Вториот директор на фондот, Орхан Рамадани, рече дека паралелно со законските измени, фондот работи и на воведување административни олеснувања во постапката за барање на надомест за боледување или породилно, кое планираат од мај да може да се поднесе и електронски преку веб порталот на фондот. Алана Мектиернан, пратеничка во австралискиот парламент од Перт, застана во подршка на барањето на македонската заедница во Австралија за конечно признавање на Република Македонија под уставното име. Таа реагираше по писмото од министерката за надворешни работи Џулија Бишоп, во која таа нагласи дека австралиската влада ќе остане на својот став да ја употребува привремената референца во комуницирањето за Република Македонија. Силно го поддржувам барањето Австралија да ја признае Република Македонија под името кое оваа земја самата си го одбрала. Разбирам колку силно се револтирани македонците во Австралија, како и сите македонци кои се противат на именувањето на Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија. Мислам дека здравиот разум ни налага да престанеме да нарекуваме една земја со име кое таа самата не го поднесува. Мораме да истакнеме дека Соединетите Американски држави и Обединетото кралство почнаа да и се обраќаат на Македонија со името Република Македонија и навистина би сакала да ги видам двете партии во Австралија да се обединат околу ова прашање, истакна Мектиернан во своето обраќање во средата. Уште еден пратеник од Перт, Лук Симпкинс од владеачката либерална партија, неодамна го постави истото барање до владата на премиерот Тони Абот. Лидерот на грчката опозицијска Нова демократија Андонис Самарас ја обвини владеачката Сириза дека ги лаже гласачите во врска со договорот подпишан на 20 февруари на состанокот на Еврогрупата во Брисел. Самарас, кој објави наводна копија од договорот подпишан од страна на министерот за финансии Јанис Варуфакис и гувернерот на Банката на Грција Јанис Турнарас, изјави дека договорот бил само модификација на главниот договор за кредит со цел владата да добие 4-месечно продолжување. Поранешниот грчки премиер на дека владеачката коалиција не го поднела договорот за заем на гласање во парламентот за да ја сокрие вистината од грчкиот народ. Истрагата за авионската катастрофа на Airbus A320 на германската компанија Germanwings, кој се обраќаше на линијата Барселона-Дизелдорф, дојде до заклучок дека копилотот кој останал сам во кабината намерно го вклучил копчето за мониторинг на летот, со што започнува неговото фатално спуштање се до страшниот судар во планината. Оваа акција може да биде само намерна, додаде јавниот обвинител од Марсеј Брис Робин. Тој оцени дека копилотот имал намера да го уништи авионот. Според Робин, копилотот намерно ракувал со командите на авионот за да ја намали височината на летот. Капетанот на авионот безуспешно се обидувал да влезе во кабината. Пилотот се идентификува за да влезе во кабината, но не добива никаков одговор од копилотот, објаснува обвинителот. Според него, на снимката од пилотската кабина се слуша дишење на човек се до конечниот удар. Значи, тој бил жив, посочува Робин. Во моментов ова се толкува дека копилотот намерно одбил да ја отвори вратата од кабината, вели Робин, објаснувајќи дека кога контролата на летање побарала од авионот да ја вклучи шифрата дека е во опасност, немало никаков одговор. Копилотот исто така не реагирал кога се вклучиле алармите кои најавуваат дека тлото е близу. Сега водиме истраги и истражување за да се дознае нешто повеќе за опкружувањето на пилотот, додаде обвинителот на Марсеј.